Господине председателе, веројатно сега гледаме вистинската димензија на проектот наречен СХ Газпром Лига. Имаме втора година поред 3/4 финалисти во Лигата на шампионите. Имаме еден завршен турнир кој што наликува на спектакл. Имаме надпревари кои што публиката ги сака. Веројатно сето тоа буди сатисфакција кај вас и кај луѓето кои што го организираат ова надпреварување. Па добро, бевте присутни денеска кога од сите страни, од федерациите, од клубовите добивавме најафирмативно, позитивно, со доста епитети за организација, за квалитет на СХ Лига. Ние до пред 3-4 месеца, ја лично давав изјави дека нас ни е цел да ја достигнеме Бундеслига. Сега веќе констатираме дека ние практично сме достигнале Бундеслига. Погледнете ги податоците, 3 екипи играат во четвртфинале на Лига на шампиони од СХ Лига и од останатите 5 држави само по една екипа. Помина доминација на шпански, на германски ракомет, кога у четвртфинале практично играа шпанци и германци и по некој ќе се протне од страна. Констатација и на Веспрем и на останатите екипи као домаќин на оваа манифестација дека играјќи ни СХ Лига квалитетни утакмици, тоа е одлична припрема за во Лига на шампиони и благодарејќи на такви квалитетни утакмици ни СХ Лига се постигнуваат овакви резултати и во Лига на шампиони. Што се однесува паралелно на квалитетот, па гледате, минатата година Маркус Гласер лично ми кажа дека нашата организација во Нови Сад беше близко до организацијата на Келн, а оваа година благодарејќи на канцеларија на СХ Лига и на домаќинот Веспрем, ова е стварно врвна манифестација и е практично ала Келн. Утре ќе дојдат челниците од Европска ракометна федерација, ќе видат и ќе имам и разговор со нив отприлике за статусот, за релацијата на СХ Лига, релации со Европска ракометна федерација. Така да, утре очекуваме уште една врвна манифестација, полна сала, френетично навивање на фановите на Веспрем. Целиот град, од градоначалник, од заменик градоначалник, сите доаѓаат овде, се интересираат и сакаат да ни бидат на услуга што треба, дали нешто фали, што отприлике да додадеме, да одземеме и така. Значи, едно општо ракометно задоволство и поздрав до гледачите, слушателите во Македонија, да се гордеат дека Македонија као оснивач на СХ Лига заедно со Хрватска, само нема трета федерација, да се гордее да што Македонија спорт број 1 е ракомет, и Вардар, а и до вчера Металург на многу убав начин го представува македонскиот ракомет и во Европа и во СХ Лига. Не шпекулиравте многу со имиња на клубови кои што можат во иднина да се надпреваруваат во оваа лига. Јас би запрашал нешто друго. Дали се точни тие шпекулации дека многу екипи од останатиот дел од континентот пројавија интерес некако да се вклучат? Екипи кои што имаат потенки национални првенства, па му недостигаат тие надпревари. Значи се спомнуваше Полска, Романија, па дури и некој шпански клуб. Дали имаше такви шпекулации што го подкреваат кредибилитетот на лигата? Па не се тоа уопште шпекулации, тоа е вистина. Јас минатата година имав разговори со словенечки екипи, имавме со румунски Сојуз, пољаци, две врвни екипи, Висла и Килце, сакаат да играат. Федерација во моментот не им дозволува, затоа што полското првенство нема да личи на ништо кој ќе се отидат тие двете екипи. Значи, никакви шпекулации, вистина е дека од ден у ден расте заинтересираност за СХ Лига и јас 2-3 пати го употребив, че имаме сладки маки по завршување на Final Four, како ќе изгледа и во кој состав идната година ќе биде СХ Лига. Значи, сигурно, јас како човек долги години инволвиран во ракомет, оваа работа у СХ Лига ми е и некоја круна на моја, да кажам, ракометна кариера. Вас не треба да ве подсетувам. Бев 30 години спонзор на Вардар, директор на машка репрезентација, председател на федерација. Ова ми е сега без обврски, али едно големо задоволство и сатисфакција на моја долгогодишна работа во ракометот.
nije сега ни престои една работа, да завршат националните првенства, да направиме инспекција кој што како, кој ќе биде. Јас и на пресуд кажав, има само Македонија и Хрватска имаат загарантирани 2 места, Брестка ова и Татран Прешев. Тоа се 6 загарантирани места во моментот. За понатаму, потом ќе видиме кој ќе игра и кој ќе се надпреварува во... Вие знаете дека доста клубови кои немаа квалитет ги елиминиравме, Сутјеска, па Ловчен, па Извиđač, па Босна. Затоа што не ги задоволуваа критериумите и желбите наши во сеха лига. Ние сакаме полека да секоја година бидеме све подобри и подобри, поквалитетни, поорганизирани, маркетиншки повише застапени. Ја лично како председател би бил незадоволен ако една година бидеме на исто ниво као во наредната, да бидеме као во изминатата година. Значи, и мене ми е императив и желба да секоја година сеха лига биде све подобри и подобри.